понеделник 15 мај, кратки вести во 12 часот. Денеска во 13 часот истекува рокот за пријавување за учество на јавното надавање за закуп на урбана опрема Шанкови во Охрид по огласот за закуп за периодот 2023-2026 година. Охрид прес дознава дека постои голем интерес кај граѓани и компании од Охрид, но и целата држава. Најголемо внимание привлекуваат локациите кои се најблиску до градот, каде и претходно имаше популарни објекти. Зголемениот интерес се должи и на ниските почетни цени за закуп, кои секако ќе бидат далеку повисоки, но сепак представуваат мамка за потенцијалните старонови закупци. Новите собственици ќе треба да издвојат најмалку 720.000 денари за површина од 800 метри квадратни или нешто над 11.000 евра, колку е минималниот годишен закуп за најскапиот шанк кој ќе се издава на Охридското крајбрежје. Оваа цена на електронското јавно надавање секако ќе порасне со минимален износ на надавање од страна на заинтересираните лица или компании од 8.000 денари. Бетонски корпи за ѓубре фрлени во езерото и на плажата пред населбата Лагадин, градежен шут под Самоиловата тврдина, искршени клупи и столпчиња на кеот, ѓубре и бетонски остатоци во езерото. Ова се дел од насловите во рубриката Срамизам на Охрид прес, која има за основна цел да го сврти вниманието на јавноста и одговорните за важноста на животната средина и нејзиното чување. Охрид и околината се вистински бисери, мора сите заедно да ги чуваме. 9 златни, 10 сребрени и 7 бронзени медали освоија теквондистите на Охридски Хваранг Фист на меѓународниот теквондо турнир во Олимписко теквондо Кобра Open 2023, кој вчера се одржа во Скопје. На турнирот учествуваа повеќе од 250 надпреварувачи од 12 клубови од Македонија, Србија и Бугарија. Клубот Хваранг Фист учествуваше со 13 надпреварувачи од матичниот клуб и 10 представници од подружницата теквондо клуб Сила од Скопје. Времето денес променливо облачно и потопло со повремени врнежи од дожд, максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.